Законска обврска на такси превозниците е во возилата да имаат таксиметри и фискални апарати, а наплатата на услугата да се врши според изминати километри, велат од Сдруженијето на автотакси превозници од Кочани. Според нив, тоа е единствениот начин да се вози по реални цени, за да се покријат трошоците за работа, а истовремено да се стави ред во дејноста во која имаше хаос и непочитување на правилата и на законските одредби. Крајно време и граѓаните и таксиците да сватат дека мора да го почитуваме законот за да можеме да обстанеме. Каква е реакцијата на патниците, дали реагираат на нововведените правила? Во секој случај реагираат и има и позитивни и негативни реакции. Ние имаме разбирање за патниците, меѓутоа треба и тие да не разберат нас дека не смееме поинаку да работиме. Значи тоа дека возилата ќе мора да бидат опремени со уреди? Сите оние возила кои ќе немаат фискален апарат и што нема да издаваат фискални сметки, ќе се сметаат за диви таксисти. Воведувањето на наплатата по таксиметар е по барање на самите таксисти, а се реализира во соработка со локалната самоуправа и надлежните инспекциски служби за сообраќај. Од таму пак најавија контроли на извршувањето на такси дејноста, зашто Каров додава дека е повеќе од неопходно. Поставувањето на уредите во возилата е трошок, но според него само на тој начин може да се воспостави ред. Според мене голем трошок, ево ќе ви кажам дека повеќе дечки што возат такси отидоа за Италија за да можат да печалат и да си купат уреди за во возилата, тие што сакат да занимаваат со такси. Времето ќе каже, јас мислам дека со тек на времето дека и ситуацијата во такси превоз на ниво на општина ќе се среди, ќе има и доволно возила и едноставно сите оние што ќе сакат такси превоз ќе добијат на време и за тоа ќе си платат според законските одредби. Во изминатиот период во општина Кочани имаше повеќе од 200 возила што извршуваат такси превоз, но со измените што се воведоа од неодамна, овој број е драстично намален. Од Сдруженијето на такси превозници велат дека нема да се откажат од воведената новина во превозот и таа нема да биде за краток период, како што беше досега со слични вакви мерки.